Четрсе, вековната традиција на Штипјани го сместија Штип на листата градови на УНЕСКО. Тој е прв од Македонија што се здоби со овој светски бренд, истакнуваат експертите. По повод 10 годишнината откако оваа светска организација која ја негува културата на народите, го вброи Штип на оваа репрезентативна листа. Јас сум денес навистина многу среќна бидејќи бев во Баку, во Азербејџан, во декември 2013 година, кога се впиша првото наше добро од Македонија во листите на нематеријално светско наследство на УНЕСКО, и навистина тоа беше голем успех за Македонија, за Штипјани најмногу, бидејќи вие имате привилегијата да бидете еден од градовите кои што се носители на светско нематеријално добро во овој случај, покрај тоа што тоа припаѓа на Штипјани и на Македонија, во овој случај тоа стана и светско добро. Убаво е да се честува денешниот ден, да се одбележат 10 години од впишувањето, кој што истовремено и 20 години, оваа година 2023 година се прославува 20 години од донесувањето на УНЕСКОвата конвенција за заштита на нематеријално културно наследство, и со самото тоа дури и Европска унија го е прогласи 2023 година за година на живо наследство. Ние како што гледаме во Штип е навистина живо наследство. Тоа е уште убаво, бидејќи кога народот сам нешто се одбележува без потреба некоја институција да се грижи, тоа е најдобрата форма на зачувување. А се започнало пред една декада кога штипскиот експерт, професор доктор Зоран Малиновски, дошол на идеја вековната традиција на Штипјани во искачувањето на исерот и придружните обичаи со празникот Четрсе да го представи на светската културолошка јавност. Аплициравме најпред пред нашите институции, Управата за заштита на културно наследство, Министерството за култура на Република Македонија, и на крајот сето тоа требаше да се спакува за формуларите за пред УНЕСКО. Сето тоа како што гледате успешно е реализирано и денес сме горди 10 години славиме јубилеј од впишувањето на првото нематеријално културно наследство од нашата држава, кој што се најде на листата на УНЕСКО за репрезентативната листа за нематеријално културно наследство. Не знам колку градот Штип и самите штипјани се свесни за ова што значи да се има тој бренд, како што Охрид го има за културното наследство со својата тврдина, со сите своји монументи, манастири, цркви, природно богатство и така натаму. Штип го има своето духовно културно наследство, вековно и милениумско, значи искачувањето на ридот Исар, кој што со огромно задоволство можам да констатирам дека и ова година се продолжува традицијата. Домакинот, градоначалникот Иван Јорданов, искажа огромна благодарност за заложбата на Малиновски и Стојкова Серафимовска, Штип да се најде на светската листа на УНЕСКО. Во духот на европските вредности, затоа што лично тие се имат заложено во аплицирањето и во еве да кажам испишувањето на Четрсе во УНЕСКО. Со повеќе детали за ова културно нематеријално богатство, граѓаните се запознаа на денешната трибина, на која експертите изнесоа повеќе интересни детали за Четрсе.